Граѓанската асоциација МОСТ го започна наблюдувањето на изборниот процес од денот на распишување на изборите за претседател на Република Македонија 1 февруари 2014 година. Со започнувањето на изборната кампања се активира и 18 регионални канцеларии кои ја покриваат целата територија на Република Македонија. Изборниот ден од првиот круг од изборите за претседател на Република Македонија МОСТ го следеше со 580 наблюдувачи, при тоа покривајќи над 15% од вкупниот број на избирачки места. За наблюдување на процесот на гласање на болните и немоќни лица и лицата во домашен притвор на 12 април беа ангажирани 55 наблюдувачи, а за гласањето на избирачите во казнено-поправните установи 13 наблюдувачи. Исто така, предмет на наблюдување беше и работата на Државната изборна комисија и општинските изборни комисии. Наблюдувачите на МОСТ беа статични и го следеа процесот на гласање во текот на целиот изборен ден. Покрај статичните наблюдувачи на гласачките места, Граѓанската асоциација МОСТ распореди и 84 мобилни тимови составени од 2 наблюдувачи, кои служеа како логистичка поддршка на статичните наблюдувачи и повремено ги наблюдува оние места на кои МОСТ немаше распоредено статични наблюдувачи. Според извештаите и информациите добиени од наблюдувачите и од 29 регионални координатори, прелиминарната оценка на Граѓанската асоциација МОСТ е дека гласањето на 13 април помина во мирна атмосфера со изолирани, тензични ситуации и релативно висока излезност на граѓаните, имајќи го при тоа во предвид фактот дека една политичка партија водеше кампања за бојкот на претседателските избори. Сепак, фактот што видливото мастило лесно се отстрануваше, беше причина за поголем број издржани реакции од страна на јавноста и гласачите. Ваквата појава несомнено имаше влијание врз довербата на гласачите во изборниот процес. И на овие избори беше присутна практиката избирачките одбори на глас да ги читаат имињата на гласачите и покрај тоа што на обуките за изборната администрација беше нагласено дека ваквата практика е неприфатлива. Иако ова не представува прекршување на законот, сепак оваа практика е форма на индиректен притисок врз гласачите. Пред објектите на одреден број од гласачките места беа забележани лица кои ги евидентираа граѓаните кои гласаа. Ова исто така представува притисок врз гласачите. Врз основа на извештаите од нашите наблюдувачи, може да се констатира дека е подобрено спроведувањето на процедурата на отворање, гласање и броење на гласовите на избирачките места со намален број на случаи на групно или семено гласање. Дополнително, 1268 лица не можеле да се пронајдат во избирачкиот список на оние места каде што МОСТ имаше распоредено статични наблюдувачи. Во однос на предвременото гласање, спроведено пред денот на изборите, оваа година, според информациите кои наблюдувачите на МОСТ ги добија од општинските изборни комисии, бројот на лица кои се пријавиле за овој вид гласање изнесува 7386, што представува намалување во однос на претходните изборни процеси. Сепак, имајќи го предвид упатството на Државната изборна комисија за овој вид гласање, оваа бројка се уште е нереално висока. Државната изборна комисија имаше свој удел во намалувањето на оваа бројка, со тоа што од дел од општинските изборни комисии ја побара на увид документацијата за пријавените лица и дополнително им наложи дека стриктно треба да се придржуваат до упатството издадено од ДИК за овој вид гласање. Останува да се надеваме дека оваа бројка нема драстично да се зголеми за парламентарните избори. Што се однесува до текот на овој вид гласање, генералната оценка е дека во поголемиот дел од случаите не била почитувана тајноста на гласањето и избирачките одбори не ја познавале доволно процедурата за спроведување на ова гласање. Повторно бевме сведоци на предвремено започнување на кампањата од страна на кандидатите. До Државната изборна комисија беше поднесен приговор од страна на СДСМ за предвремен почеток на кампањата од страна на кандидатот за претседател Ѓорѓе Иванов.
Државната изборна комисија го прифати овој приговор и поднесе барање за поведување на прекршочна постапка до Основниот суд Скопје. Иако не постојат рокови за одлучување, останува да се види кога Основниот суд ќе постапи по ова барање. Изборната кампања за првиот круг, за разлика од минатите години, беше помирна. Кампањата се карактеризираше со зголемен интензитет на непосредни средби со граѓаните и кампања од врата до врата од страна на активистите на политичките партии. Дуи реши да не учествува на председателските избори, па поради тоа немаше свој кандидат, при што водеше кампања за бојкотирање на овие избори. Беше забележан намален интензитет на случаи на водење на негативна кампања и користење на службени возила, но од друга страна, малолетниците беа злоупотребувани во кампањите на сите политички субјекти. Во текот на кампањата за председателските избори беше забележана реторика која беше соодветна за парламентарните избори. Имено, дел од кандидатите за председател ветуваа дека ќе работат на подобрување на економијата, намалување на невработеноста, изградба на инфраструктурни објекти, иако ниту една од овие мерки не е во надлежност и овластување на председателот на Република Македонија. Работната група, која работеше на проверка на избирачкиот список, продолжи со работа и по локалните избори минатата година, но заклучоците од незината работа ќе се разгледуваат по овие избори. Со тоа, избирачкиот список повторно беше предмет на расправи и меѓусебни обвинувања помеѓу политичките партии. Во текот на изборниот процес за избор на председател, ДУИ и СДСМ ја искористија новата одредба во изборниот законник и поднесоа барање за бришење на 453, односно 14.492 лица од избирачкиот список. Пред да одлучи по овие барања, Државната изборна комисија побара информација од МВР дали овие лица имаат право да бидат запишани во избирачкиот список, на што МВР одговори дека податоците за состојбата на избирачкиот список ги доставило следниот ден по распишување на изборите согласно изборниот законник. Сепак, овој одговор не придонесе кон намалување на сомнежите во врска со ажурираноста на избирачкиот список. По ова, барањата на овие две партии беа отфрлени од страна на Државната изборна комисија. Очигледен е недостатокот на политичка волја кај партиите и дел од надлежните институции, ова прашање да се реши во периодот помеѓу два изборни процеси. Изборниот законник повторно беше променет во јануари оваа година и веќе стана вообичаена практика тој да се изменува непосредно пред изборите. Иако ваквата практика не се препорачува според меѓународните стандарди. Со распишувањето на предвремените парламентарни избори на 6 март, за прв пат се создаде ситуација во која имавме два паралелни изборни процеси, но кои имаа различни рокови за спроведување на изборните дејствија. Со оглед на тоа, што собранието се распушти без да донесе дополнителна измена на изборниот законник, со која ќе беа расчистени сите нејасноти во однос на спроведувањето на двата изборни процеси, остана на Државната изборна комисија да го согласи одвивањето на овие два процеси. Ова предизвика Државната изборна комисија да носи одлуки кои директно влијаат врз законитоста на процесот, особено земајќи го предвид почетокот на кампањата за парламентарните избори. За разлика од досегашните изборни процеси, забележана е намалена транспарентност на работата на Државната изборна комисија со оглед на тоа што 14 од вкупно 38 седници беа одржани без присуство на медиумите и овластените наблюдувачи. Начинот на кој што се избираат членовите на Државната изборна комисија и на овие избори влијаеше врз нејзината работа. Имено, во текот на дискусиите, членовите на ДИК, наместо да се држат до предметот на расправа, повторно држеа политички говори. Во текот на дискусиите по приговорите, членовите на ДИК навлегуваа во намерите на подносителот на приговорот, наместо да дискутираат само за приговорите и евентуално доставените докази. На овие избори, составот на избирачките одбори повторно претрпи измена со оглед на новите одредби во изборниот законник,
со кој се предвидува дека председателот на избирачкиот одбор и неговиот заменик треба да имаат високо образование, а членовите и нивните заменици средно образование. Според изборниот законник, членовите на избирачките одбори од редот на вработените во администрацијата се избираат по случаен избор за време од 4 години. МОСТ го наблюдуваше процесот на формирање на избирачките одбори, при што кај 29 општински, односно избирачки одбори или општински изборни комисии, е констатирано нецелосно спроведување на принципот на случаен избор, односно при изборот на членовите на избирачките одбори се земаа предвид и други критериуми, како на пример личното познанство со членовите на општинската изборна комисија, роднински врски помеѓу членовите на избирачките одбори и така натаму. Иако овие критериуми не се наведени во изборниот законник. Во однос на законските рокови за спроведување на изборните дејствија, тие генерално беа почитувани од страна на изборната администрација. Врз основа на податоците добиени од програмата за паралелно табелирање на гласовите, одзивот на гласачките места на вчерашниот изборен ден, прв круг од председателските избори, бил 49,64%. Процентот на неважечки ливчиња е 2,78%. Од важечките ливчиња, гласовите за председателските кандидати се распределени на следниот начин. Ѓорги Иванов 53,14%, Илјас Халими 4,5%, Стево Пендаровски 38,78% и Зоран Поповски 3,58%. Добиените податоци се со 95% на сигурност и со маргина на грешка од плюс-минус 1%. Прашање? Господин Алексов, не слушнавме никаде дека наблюдувачите на МОСТ забележале обид за подкуп некаде. Дали тоа се случувало или немате такви информации? Граѓанската асоциација МОСТ вчера на пресконференција јавно кажа дека во Ново село, поради обид за подкуп, е дојдено до предизбирачкото место, дојдено е до физичка пресметка помеѓу председателот на избирачкиот одбор и човекот кој што се обидувал да прави подкуп, пошто гласањето било прекинато и по полициската интервенција истото продолжило, а членот на избирачкиот одбор бил однесен во болница, мислам, или му е укажана и лекарска помош. Значи, имаме дојава вчера во текот на денот. Една работа мораме да расчистиме тука, а тоа е дека го говориме тоа кое што го гледаме на оние избирачки места каде што сме имале наблюдувачи, не се базираме на перцепции и на дојави кои што не се проверени. А имавте наблюдувачи во школото 26 јули, каде што имаше вчера? Сега треба да проверам, мислам дека имавме еден наблюдувач, меѓутоа внатре во избирачкото место, а не надвор. А ако имало такви работи, веројатно сигурно не се случувале внатре. И јавивме за инцидентот кој што настана помеѓу пратеникот помеѓу пратеникот Амди Бајрам и Радмила Шекеринска. Јас би го искористил овој момент и навистина е малку можеби чудно што сега ќе го побараме ово од вас, меѓутоа доколку може да одвоите 5 секунди и да ја пренесете нашата благодарност, која што ќе ја кажам сега, се однесува на сите оние граѓани кои што беа дел од нашата мисија. Никогаш тоа не се случува, верувам и поради вашата програмска шема и начинот на кој што функционирате, меѓутоа еве намерно го оставив за крај, затоа што ни е битно да им се заблагодариме на сите оние луѓе кои што се дел од нашето наблюдување веќе години наназад. МОСТ изразува голема благодарност до сите граѓани кои несебично ги помогнаа напорите на домашно непартиско наблюдување на изборите и кои беа дел од големото семејство на МОСТ и на овие избори, како и на сите поддржувачи, донатори кои што ја поддржаа и оваа мисија на МОСТ после 12 години постоење на организацијата. Ви благодарам уште еднаш на вашето присуство, што не следевте во текот на вчерашниот ден и морам да ве подсетам дека ќе бидеме во комуникација во наредните 14 дена и ќе се дружиме повторно на 27 кога ќе биде вториот круг од председателските избори и предвремените парламентарни избори.